и понатака вашите ученици да радат. Вероятно имате кај вас, гледавте на столчињата, веќе имате некои оставени материјали, но сигурно тие подобро ќе образуват материјали. Можете? Добро вечер, почитувани гости, драги наставници и родители. Јас сум Саше Трајковски, а јас Методија Николовски, ученици од 8 одделение при Основното училиште Кочо Рацин Прилеп. Пред да започнеме со презентацијата на нашата карта, да истакнеме дека за да изработиме ни беше потребно повеќе време, односно 10 дена. Неколку за наблюдување останатите замесување на колотоците во картата. Сите знаеме колку животната средина влијае врз нашиот живот. Тешко е да се поверува, но вистина е дека ситните секојдневни навики можат да влијаат врз здравјето и да предизвикаат голем ефект во спречувањето на болестите. Затоа, пред да ви изнесеме нашето размислување и проектот што го направивме за дел од животната средина во Прилеп, и сакаме да изразиме голема благодарност до главниот спонзор, Јапонската агенција за меѓународна соработка ИДИЦА и нејзиниот представник господин Каолин Цуда, што ни овозможи да го представиме овој проект. Секако, не треба да ги заборавиме и сите други што помогнаа во овој проект. Затоа, уште една голема благодарност до Државниот завод за геодетски работи, Министерство за образование и наука, Биро за развој на образование, 7 основни училишта во Прилеп, Независна телевизија Прилеп и професорот по географија Илија Дивјаковски. Да се запатиме за изработка на овој проект под наслов Основно училиште Кочо Рацин Прилеп имаше повеќе причини, меѓу кои на еден едноставен начин да се прикаже животната средина со сите добри и лоши страни, да придонесеме за отстранување на недостатоците во нашата животна средина, да помогнеме со нашето знаење да дојде до израз културата на живеење. Во овој проект е представена животната средина на Основно училиште Кочо Рацин Прилеп, детското игралиште и непосредната околина. Овој проект го опфаќа просторот помеѓу улиците Лагуна Николовски на север, Горка Медаров на југ, Мирче Ацев на исток и Димитар Лаков на запад. Сигурно се запрашувате каква слика се појави пред нашите очи при самата посета. Нажалост, се појави слика која наместо да не го одушеви, предизвика големо разочарување. Улиците кои го поврзуваат овој простор не се обележани со потребните сообраќајни знаци, иако знаеме дека денес сообраќајните несреќи ги има во голем број. За да не дојде до нив, потребно е овие улици да бидат обележани со потребните сообраќајни знаци и да се одменуват несреќите. Кога погледнавме по улиците, забележавме оштетување на асфалтот, кои се причина за уличните несреќи. Едноставно, шахтите беа на своје место, здрави, нема опасност, што ни даде сепак една добра помисла. Но што е со осветлувањето? Повторно разочарување. Наоколу само уништени сјалици кои одамна заборавиле да светат и својата светлина ја изгубиле некаде во далечината. Влеговме во училишниот двор на Основно училиште Кочо Рацин Прилеп, но тоа е далеку од тоа. Не забележавме ниту клупи, ниту корпи за отпадоци кои ги ја красели училишната средина. Во непосредна близина го забележавме детското игралиште на кој веднаш дадовме позитивно мислење. Прекрасно место за одмор и рекреација, но и тоа не ги исполни нашите очекувања. Наместени неколку забавни играчки и празна слика. Посакавме да изгаснеме жепта, но не забележавме ниту чешма, ниту фонтана. Корпите за отпадоци ги немаше. По некој ѓубрево песок, кој секојдневно се повторува, а ништо не се превзема. Затоа се запрашуваме дали тие загадувачи на животната средина не знаат што значи тој збор или навистина го забораваат. Често се јавува револт кај луѓето кои ќе речат: кој го направи ова, не свесни дека може би се тие. Не е само зборот стоп, застанете со загадување, туку совеста во нас која не води напред, човечката одговорност која е дел од животната средина. Колку повеќе се трудиме да ја зачуваме, толку поголеми резултати ќе имаме во нашето здравје, во нашиот живот.
Само така крајот на заготувањето можеме да го ставиме ние луѓето со нашата внимателност и одговорност кон животната средина. Во непосредна близина се наоѓа и објектот на местната заедница, која сме сигурни дека ги забележува овие невкусни слики и се надеваме дека во иднина ќе преземе повеќе одговорност за поубав сјај на ова место. Позитивна мисла ни се јави кога забележавме наоколу по некое дрво кое даваше поубав изглед, но и тие не се во доволен број и како да сакаат да ни кажат за својата осаменост. Затоа се надеваме дека со повеќе залагање, изградба на фонтана, неколку засадени дрвца и поставени клупи за одмор, овој дел од градот би добил прекрасна слика на место за одмор и рекреација. Ова е нашиот проект кој се надеваме дека ќе ја поттикне советот кај многу наши граѓани за подобра животна средина. Затоа со задоволство преку овој проект би ги представиме добрите и лошите страни во нашата животна средина. Од легендата може да се види дека со соодветни символи ги представивме сите недостатоци, сите добри дела и нашата замисла што треба да се направи во иднина. Со овој проект сакаме да се приклучиме во доградувањето на ланецот, што го започнале нашите постари за подобро утре за нас и генерациите што доаѓаат после нас. Нашиот април, убавина и нашата среќна иднина. Затоа сакаме уште еднаш на крај да се задоволиме на сите што го помогна овој проект и Кирџевица секогаш да има ведрина, да усмивне насмевка, очите бистрина, резултат на здравата животна средина. Сакам да поздравам сега и другиот добитник од првата